позната по својот препознатлив стил, тетоважите и ставот кој што никогаш го нема ставено под тепих. Таа е една од највпечатливите гласови на TikTok кај нас. Денеска во преубавиот амбиент на интермецо, ексклузивно за Хај, Принцес Дора. Дора, добри ден за прв пат во Хај телевизија, феноменално изгледа денеска. Најпрво да те прашам како се чувствуваш? Благодарам, Марија, благодарам на поканата и изгледаш прекрасно, а јас се чувствувам одлично денес. За почеток би сакала да те прашам колку тетоважи имаш и кој тетоважа ти е најомилена? Па, никогаш не сум го броела, мислам дека не може да се избројат, затоа што се поголеми и помали, ама 60% од телата страна на моето тело е во тетоважи. И имам најдрага тетоважа, тоа е ова овдека, тоа ми е првата тетоважа во една. И има многу убаво значење, бидејќи се роден дените на моите родители. Дали постои тетоважа што имаш направено импулсивно, па да се размислуваш, ајде ќе задржиме и оваа тетоважа? Па да, имам таква тетоважа, тоа е тетоважата на мојот брат, но во секој случај јас си ги сакам и грешките. Кој дел од телото најмногу те болеше при тетовирање, а кој беше најмногу лесен? Па најбезболно овој дел од раката, овдека. Најболно можам да кажам ребрата и вратот се граничат едно со друго. Твојот стил е препознатлив и е многу храбар. Од каде ја влечеш инспирацијата? Не знам, природно доаѓа. Енергија, звезда. Кога првпат сфати дека TikTokот повеќе не ти е хоби, туку целосна платформа што те носи само напред? Па кога луѓето почнаа да ме препознаваат на улица, да ме стануваат, првпат човек кога ми побара да се слика со мене, е така, чекај. Да ти дам предалеку малку и тогаш веќе и ги сватив работа малку поозбилно. Што е најлудото нешто што ти го напишал фанот или барање кое те остави без текст? Има разноразни барања и обично фрустрации се тоа од коментари од типот на цена за ноќ, такви работи. Што е најконтроверзниот или најглупиот хейт коментар што ти можеш добиено на TikTok? 15 евра. Ако можеш да им кажеш нешто директно на хетерите, што би било тоа? Многу ве сакам. Што е она што луѓето најчесто го грешат кога формираат мислење за тебе? Што пресудуваат според тоа како изгледам, затоа што јас изгледам може би дрско, може би арогантно, ама јас сум стварно еден огромен емотивец и една кротка така душичка ранлива. Каква е Принцес Дора во приватност, што не ја гледаме на камера? Исто. Верувај ми, исто. Тоа си е таа енергија што се имам во мене. Никогаш знам да глумам за камера, ама 90% од времето сум си природна и сум си таа што сум си. Кој е навиката или ритуалот што те одржува нормална во хаосот од снимање, монтирање или присуството на социјалните мрежи? Позитивната енергија во домот што имам, кучињата што ги чувам и поддршката од родителите и дечко. Колку кучиња чуваш дома? Во моментов имам 6 дома. 6? Да, ама гледам да домам 2 од нив, затоа што пред видена најдов на улица Малечки, реков, ова мора да биде мој, јас ова мора да го спасам. Значи љубител си на кучиња. Огромен. Што најмногу те мотивира да продолжиш да создаваш содржина? Дечко ми. Дечко ми дефинитивно, да. Ако можеш да вратиш време, би променила ли некој твој јавен потек, видео или пак изјава што имаш кажано? Да. Само не сакам да ти откријам која. Ајде откри. Добро. Каде се гледаш себе си за 5 години? Дали иста енергија, дали повторно на TikTok? Се надевам дека ќе задржам мојата енергија и дефинитивно се гледам на социјалните мрежи, на TikTok, телевизија. Да, Каква си во љубовен статус? Емотивец огромен. Њаважа, сакам пушкање, бакнеши. Но, значи некогаш сум дури и напорна, колку сум така. Имаш кажано дека те нервираат личностите кои те снимаат со твоето момче, бидејќи не е дел од светот на социјалните мрежи. Дали можеш нешто да ни откриеш во врска со тоа? Да, значи тоа се многу неспешни ситуации, затоа што јас ако сакам моето момче да биде објавен, јас сама да ќе го објавам, нема потреба никој мене од страна да стика, да го закачува тоа во коментари. Сепак моето момче има професија која што не му дозволува да биде јавно експониран од ничива страна, ниту пак од моја страна.
Многу често те споредуваат со девојките од OnlyFans. Дали тоа те нервира и што мислиш дека те прави, еве да кажеме, блиска со тие девојки од OnlyFans? Дефинитивно стилот кој го имам и тетоважите и тоа како изгледам и не ме нервира тоа, не ми пречи, него онака со гордост си кажувам дека не сум дел од девојките на OnlyFans. А дали некојаш си размислувала еве да се занимаваш со тоа? Не сум размислувала, дефинитивно сум размислувала за OnlyFans како платформа што луѓето прават, ама никогаш не сум се гледала себе си во тоа. Да се навратиме на темата за твојата врска, какви момци те привлекуваат, постари или пак помлади? Пред се, момци не ме привлекуваат, јас сакам маж, оформен до мене и дефинитивно средни маж сакам. Да, средни, постари. Јас и мојот дечко сме разлика 18 години, тоа самото по себе кажува многу. Како се запознавте ти и твоето момче? На местово каде што снимаме, најрандом и најслучајно врху маса. И се споја енергиите, едноставно и така се запознавме. Каде е твојата инспирација да снимаш за ти? Од самата себе си, од луѓето со кои сум окружен. Имаме слушнати изјави каде што твојата претходна тетоважа имаш направено за твојот бивши дечко, па сега имаш прикриено. Дали можеш нешто дополнително да не кажеш во врска со тоа? Да, така во некое лудило мое, ја направив таа грешка и тоа момче мене ме извара со трансродна особа, го оставив и си ја прекрив тетоважата, па е тоа. Каква беше твојата реакција кога дозна дека твоето момче ти ме изневерено со трансродна особа? Па ми беше тешко, бев повредена, мислам дека по-неболно би било да дознам дека тоа е друга жена, а вака знам дека стварно партнерот со кој ме изварал има нешто што јас немам. Дали некако мислиш да му се одмастиш? Не сум тој тип на човек, само си продолжив понатака среќа со живот. После колку време ја промени твојата тетоважа? Првиот момент кога можев, затоа што требаше некое време да ми се регенерира кожата, затоа што релативно ми беше нова таа тетоважа и со некој месец и пол, 2 ја преправив. А колку време ја носеше додека беше со него? Месец и пол, 2. Како за крај имам една рубрика 10 ама. Дали може да одговориме? Се разбира. 10 ама е јавна личност. 6. 10 ама е има бој. Не е мој стил, 0. 10 ама мириса на лук. Може да се опрости, ама нека биде 7. 10 ама нема ниту една тетоважа. 10. Сакаш момци без тетоважи? Да. 10 ама со бившата се во добри односи. 0. 0. Негативно 0. 10 ама спија со чорапи. Јас со чорапи 10. 10 ама вози пунто. 5 доволно. Сакаш момци со брзи коли? Сакам момци со джипови. Фала ти премногу неискрените одговори. Фала ти за тебе. Јас сум Принцес Дора, а вие гледате Хајп Македонија.